Влегувањето во копродукција е еден вид гаранција за квалитетот на филмовите, бидејќи филмскиот проект на тој начин добива евалуација од повеќе држави, а на крај од Европскиот фонд Евроимаж. Ова беше истакнато на денешната дискусија на тема дали Балканот е пример за успешни копродукции, односно колку се снимаат филмови по принципот на регионална копродукција, која се одржа во рамките на 37-то издание на фестивалот Браќа Манаки во Битола. Директорката на Агенцијата за филм на Македонија Мими Ѓорѓовска Илиевска вели дека соработката и поддршката помеѓу балканските држави е многу значајна од аспект на отворање на нови можности на филмски професионалци и размена на искуства, како и за присутноста на балканската кинематографија на европските фестивали. Би сакала да истакнам дека во последно време се повеќе не само ние како региони, како балкански држави, туку се повеќе и во пошироки европски рамки, регионалните копродукции се гледаат како вистински модел, нов модел за копродукции, каде што навистина е многу полесна целокупната соработка и помеѓу продуцентите и помеѓу институциите задолжени за поддршка и финансирање на филмските проекти. Директорот на Филмскиот центар Србија Бобан Јефтик, помеѓу една од главните придобивки на копродукцијата, ја истакна помошта во дистрибуцијата која на балканските простори е секогаш најслаба талка. Тој смета дека копродукцијата овозможува многу подобра дистрибуција. Копродукции су свуда у свету најважни. Копродукциите секаде во светот се најважна работа. Во моментов мене ми е драго што освен копродукција, со Агенцијата за филм соработуваме на неколку полини. Пред се заедно настапуваме во Кан, каде учествуваат сите источноевропски земји. Македонија и Србија исто така се основачи и на Cinema Network, која е една од првите иницијативи која беше предвидена да ги обедини балканските земји и да се направи еден заеднички фонд кој ќе овозможи снимање филмови независно од буџетот што истите ќе го добиваат од националните фондови и агенции за филм во балканските држави. На денешната пресконференција во рамките на 37-то издание на фестивалот Браќа Манаки, исто така беше представен и Гералд Керклец, кинематографер на австрискиот филм добитна комбинација во режија на Даниел Хоесел, како и Матијас Троелструп, кинематографер на филмот Бенг Генг и Рубен Импес кој го снимаше филмот Белџика.